почитуван представник на Министерството за надворешни работи на Италија, господин Виченцо Ерлоке од Република Италија, почитувани дами и господи, почитувани медиуми. Ви представува особена чест и задоволство денеска во мое лично име, а и во името на владата на Република Македонија да ви се заблагодарам за вашето присуство денеска во Република Македонија и за вашиот искажан интерес за соработка на проектите во Република Македонија и со македонските компании. Ме радува фактот што бројките за соработката помеѓу Македонија и Италија бележат позитивен тренд. Значи, во првите 9 месеци од 2018 година, во споредба со првите 9 месеци во 2017 година, значи во истиот период минатата година, имаме пораст на соработката од 14,2%, а посебно ме радува фактот што тој пораст се должи и на пораст на извозот од производи од Република Македонија во Италија и тој пораст изнесува 11,7%. Со овие бројки, Италија е практично шести партнер во соработката со Република Македонија и вкупниот промет нели во овој ист период од првите 9 месеци изнесува 448 милиони евра. Овие бројки само покажуваат колку е значајна соработката на нашата мала држава со една поголема економија како што е италијанската економија. Во таа смисла, уште еднаш ја искажувам мојата благодарност за вашето присуство денеска во Република Македонија. Ке се задржам на темата повеќе, точно она што е денешна тема на оваа конференција, а тоа е значи инвестициите во Република Македонија кои што престојат во делот на инфраструктура, енергетика и животна средина. Ќе кажам неколку зборови за секој од овие области и проектите кои што во Република Македонија владата ќе ги поддржи како проекти на инфраструктура, зашто практично е единствена работа на владата, а не да се меша нели во реалната економија и во реалниот сектор на стопанствениците. Во таа смисла ќе почнам прво со делот на инфраструктурата. Знаете дека во моментот се во изградба и во имплементација бројни проекти во Република Македонија во делот на инфраструктурата, како патната инфраструктура, така и железничката инфраструктура. Тука, значи, имаме реализација на два големи автопата, тоа се Миладиновци Штип, кој што треба да заврши, и Кичев Охрид, кој што е во некоја средна фаза на имплементација и проект кој што беше со потешкоти, меѓутоа мислам дека сега после последните активности тој проект ќе се врати со посакуваната динамика на имплементација. Во делот на железничкиот транспорт имаме посветеност да ја изградиме делницата према Република Бугарија, значи да се направи поврзување железничко на Македонија со Бугарија, кое што до денеска го немаше, и тука практично пругата или железничкиот коридор помеѓу Куманово и границата со Република Бугарија е поделена на три делници. Првата делница е во имплементација, тоа е делницата од Куманово до Белјаковце, додека втората делница, делницата од Белјаковце до Крива Паланка, која што е со процената вредност од 147 милиона евра, е тендерирана, финансиски е поддржана од страна на Европската банка за обнова и развој, значи ЕБРД. Исто така, тука се користи и грант од West Balkan Investment Fund. Практично финансирањето за оваа делница е веќе обезбедено, а воедно и тендерот, значи во првата фаза на техничка квалификација е веќе завршен. Се радувам што гледам дека на списокот има и италијански фирми. Се надеваме дека во евалуацијата тие ќе покажат добар резултат. Но она што престои, значи, е третата делница, која што е воедно и најкомплицирана, а со самото тоа и најскапа делница. Таа ќе кошта близу пола милиарда евра и тоа е делницата помеѓу Крива Паланка и границата со Република Бугарија, која што е исклучително тешка за изведување, бидејќи практично целата делница е во тунели и во виадукти, односно мостови. И таа делница исто така се разговара за нејзино финансирање, кое што ќе биде обезбедено до крајот на годината. Финансирањето ќе биде најверојатно повторно синдицирано финансирање од Европската инвестициона банка,
понатаму Банката за обнова и развој европска, значи ЕБРД, но и тука ќе биде користен значи грант од West Balkan Investment Fund, кој и на тој начин практично ќе се распише нов тендер. Јас ја користам оваа прилика да ве информирам за оваа тендерска постапка и да ве повикам сите заинтересирани фирми кои што имате интерес значи да партиципирате во градењето на оваа трета делница, да се заинтересирате, да кога ќе биде објавен тендерот ја подигнете тендерската документација и да партиципирате. Само партиципацијата на фирми како што се фирмите од Италија и од западно европските развиени земји, значи на нашите тендери ќе гарантираат квалитет на изведбата, а воедно нели конкурентна и транспарентна, што е уште поважно, постапка. Во делот на патиштата се очекува, да се вратам значи на таа тема, се очекува да покрај значи двата големи автопата што се градат и голем број на експресни патишта. Тука има веќе присутни италијански фирми значи во градењето на овие патишта, тоа е Тирана Скави, значи која што е присутна на неколку делници во Република Македонија. Ќе има нови значи постапки тендерски за градење на автопати. Тука е значи патот кој што остана значи неизграден во делот на коридор 8 помеѓу Гостивар и Кичево. Тој се спрема за тендерирање, значи тоа ќе биде уште една можност за партиципација на вашите компании, како и еден добар дел од експресни патишта кои што во следниот период исто така ќе бидат објавени. Што се однесува до другите сектори од инфраструктурата, еве енергетиката ќе издвоиме како посебна, значи како посебен дел од инфраструктурата. Тука се во главно два големи проекти на повидок. Едниот проект е проектот на поврзувањето со далековод 400 киловолтен помеѓу Македонија и Албанија. Тоа е далеководот Битола-Елбасан, кој што е со проценета вредност од 50 милиони евра и тој далековод ќе биде тендериран до крајот на годинава. Ја користам оваа прилика да ве информирам за истиот и доколку некој од вашите компании има интерес за партиципација во овој проект, секако нивната партиципација ќе биде добродојдена. Тука значи е комплет изградба на далековод 400 киловолтен и изградба на 400 киловолтна трафостаница. Проектирани се веќе значи делниците, тендерската документација е подготвена, повторно Европската банка за обнова и развој значи финансиери на оваа делница и значи комплетната конструкција и финансиски и техничка е подготвена за овој проект да влезе во фаза на имплементација. Втор голем проект од делот на енергетиката ќе биде гасното поврзување помеѓу Македонија и Грција. Значи тоа ќе биде гасовод со кој што Македонија ќе обезбеди да има дополнително значи второ поврзување или втора интерконекција за снабдување со газ во државата. Сите вие знаете дека денеска Македонија има практично една конекција меѓународна, тоа е значи со бугарскиот систем, каде што сопственик на бугарскиот гасовод практично е Газпром. На тој начин конкурентноста на снабдување со газ во Република Македонија практично и да не постои. Се надеваме дека со изградба на овој интерконектор помеѓу Македонија и Грција за гасно поврзување не само што ќе ја зголемиме сигурноста за поврзување гасно на Република Македонија, него ќе ја зголемиме и конкурентноста на пазарот, бидејќи преку овој интерконектор, односно овој гасовод, ќе може Македонија да пристапи кон мрежата во Грција, од каде што понатаму може да се поврзе со ТАП проектот, а и со сите терминали за природен газ кои што се во Грција. На тој начин ќе има повеќе можности за снабдување со газ. Во делот на енергетиката престојат и други проекти. Тие се пред се, значи овие се два вака големи кои што државата ќе ги поддржи, ќе бидат градени од страна на државата, но има и доста проекти кои што очекуваме дека ќе има приватни инвеститори и мислам дека тоа би било посебно интересно за вашите компании, а тоа се проекти во делот на обновливи извори на електрична енергија. Пред се Македонија е земја која што има добра сончева радиација. Во таа смисла, жалосно е малата искористеност на сончевата енергија за производство на електрична енергија. Во државата имаме инсталирано помалце од 20 мегавати фотоволтаични електрични централи. Затоа, како држава и како влада, се посветивме да обезбедиме
во следниот период да бидат инсталирани, значи колку што може повеќе мегавати во фотоволтаични електрични централи, и затоа преземавме една иницијатива во која што во прв чекор, преминувајќи на премиум тарифите, согласно новиот закон за енергетика, кој што беше донесен во мај 2018 година и ја обезбеди рамката и предусловите да се направат оваквите инвестиции, се инвестира во прв чекор околу 200 мегавати, значи ќе биде распишана транспарентна постапка на аукција, на која што ќе биде доделено државно земјиште, значи државата тука ќе партиципира со доделување на земјиште на следните инвеститори, но при тоа државата ќе се погрижи и да ги реши сите претходни административни постапки, за да инвеститорите не лутаат низ административните лавиринти во државата, односно ќе биде доделено земјиште, тоа земјиште ќе биде веќе урбанизирано од страна на државата, ќе биде трансформирано во градежно земјиште, а воедно за парцелите на кои што ќе има заеднички повеќе фотоволтаични електрични централи, ќе биде решен приклучокот на мрежата, без разлика дали е тоа со операторот на преносниот систем или на дистрибутивниот систем, во зависност од големината на инсталираната снага. Така да сите инвеститори кои што ќе учествуваат на аукциите, ќе имаат веќе решени имотно-правни проблеми, ќе имаат решени проблеми од аспект на урбанизација, од аспект на приклучок на мрежа. Практично тоа се проблемите со кои што инвеститорите и најчесто се среќаваат во градењето на овие објекти. Не е проблем денеска да купите опрема и таа опрема да инсталирате. Праксата покажа дека најголем проблем е да ги завршите овие административни постапки и затоа ние како држава се посветивме и решивме да ги завршиме наместо инвеститорите како би ја олесниле нивната работа, а воедно при тоа значи очекуваме тоа да придонесе и за нивна подобра предвидливост за фезибилноста на нивните инвестиции, а со самото тоа и помали премиуми кои што државата ќе треба да ги плати. Значи сите овие инвеститори ќе бидат на слободниот пазар на електрична енергија, кој што согласно законот за енергетика е веќе отворен, развиен и тие без никаков проблем ќе можат да ја продадат својата електрична енергија, а како поддршка на нивната физибилност на проектите, ќе добијат уште дополнително и премиуми од страна на државата, кои што ќе бидат предмет на аукцијата. Значи, проектите ќе ги добијат тие компании кои што ќе бараат помали премиуми. Што се однесува до ветерните електрани, на истиот принцип ќе функционира, значи, и нивното градење. Очекуваме дека во државата има простор да се изградат отприлика околу 150 мегавати ветерни електрани дополнително, што заедно со предходно, значи, кажаните 200 мегавати фотоволтаични електрани, очекуваме дека во следниот период од 2-3 години има простор да се изгради инсталирана снага од 350 мегавати во обновливи извори на електрична енергија. Тука е и новиот тендер за мали хидроелектрани, 22 локации се веќе обработени, тие се пуштени во тендерска постапка. Знаете дека тоа беше еден од поуспешните проекти кои што уназад со години, значи 10 години во Република Македонија се реализира. Веќе се пуштени во погон 72 електрани, 30 се во изградба и со овие нови 22 електрани очекуваме да тоа биде некоја бројка од 130 до 150 мали хидроелектрани во државата кои што ќе имаат придонес во производството на електрична енергија. За жал Македонија е земја која што нема многу енергетски ресурси, па во таа смисла и секој нов инсталиран капацитет од обновливи извори е добро дојде, иако тие нема да бидат решение за снабдувањето со електрична енергија на државата, бидејќи секако и понатаму е потребна базна енергија. И сега ќе кажам уште неколку збора во последната сфера од вашиот предмет на интересирање денеска, а тоа е, значи, во делот на животната средина. Тука се престои пред нас една сериозна инвестиција, тоа е инвестиција во причистителни станици за вода, и тоа веќе во системот Злетовица 5 општини се напојуваат, треба да се напојуваат со вода од овој систем, но за жал тука нема се уште пречистителни станици за вода како би можела таа вода да се користи. Затоа во буџетот на Република Македонија оваа година предвидовме средства за во овие 5 града да се направат пречистителни станици, што претпоставувам ќе биде нова можност за вашите компании да партиципираат во таа тендерска постапка.
И секако мораме да го решиме проблемот со одлагање на отпадот, затоа ќе бидат направени неколку регионални депонии, кои што веќе во еден дел, две од нив се финансирани преку грантови од наши пријателски држави и финансиски институции, но 4 до 5 регионални депонии, значи ќе бидат финансирани од страна на државата, а тоа ќе биде направено повторно со обезбедена финансиска поддршка од финансиските институции со кои што традиционално соработуваме. Јас се надевам дека многу конкретно и прецизно ви кажав едно мноштво на можности кои што сите компании кои што сакаат да бидат активни во Република Македонија ќе ги имаат од сите сфери. Посебно внимание посветив на сферите за кои што денеска се предмет на дискусија на оваа конференција. Секако тука можеме да дискутираме и за останати можности за инвестиции во Република Македонија, за што направивме транспарентен закон за финансиска поддршка на инвестициите, кој што закон практично по еден транспарентен начин може секој да види многу предвидливо како ќе биде поддржан во државата доколку сака да инвестира во било каков индустријски капацитет. Но не сакам да го узурпирам вашето време, затоа конкретно зборував за областите кои што се предмет на денешната дискусија и доколку некој е заинтересиран и за дополнително финансирање во индустрија, во тој случај значи го поканувам да ја погледне значи веб страната на владата, на мојот кабинет, каде што може да го најде овој закон, да види како секоја инвестиција може да биде поддржана. Впрочем, постои и калкулатор во кој што можете да направите симулација на вашата инвестиција од аспект на инвестирани средства, хали во машини, во број на вработени и точно да добиете пресметка колку вие можете да очекувате помош од страна на владата за таа ваша инвестиција.